Дури 70% од граѓаните побарале во наредните 6 месеци да бидат ослободени од плаќањето на ратите на тековните кредити, иако во тој период ќе им се пресметува камата. Позитивната каматна разлика што ќе ја добијат банките, граѓаните ќе ја плаќаат подоцна откако ќе започне, односно продолжи редовното плаќање на ратите, кои ќе бидат повисоки на ново создадениот каматен износ за овој период. За разлика од овие, околу 30% граѓани не ја прифатиле понудата од банките да им се одложи плаќањето на кредитните рати во период од 6 месеци, откако веројатно пресметале дека не им се потребни додатни трошоци, а во овој период се мокни да го сервисираат својот кредит. Двата податока уште еднаш ја потврдуваат народната мудрост дека парите кај парите одат, или дека сиромавиот два пати плаќа, бидејќи тие што имаат финансиска помош ќе си ги отплатат кредитите со помал износ на камата, а другите ќе мора да извајат додатни средства за услугата наречена 6-месечна пауза. Друга работа е што корона кризата им дојде како кец на десетка на банките, кои дел од парите кои им ги продале на граѓаните ќе ги допродадат за уште 6 месеци. Па кога ќе се пресмета колку кредитокорисници со колка преостанат износ на кредитот, ќе им бидат каматирани додатни 6 месеци. Ќе се добие огромна сума која ќе заврши на контото на овие секогаш богати финансиски институции. Или пресметано, во рок на отплата кредит од 36 месеци, на пример, сега се продолжува на 42 месеци, секако со каматата на додатниот период од 6 месеци. А граѓанинот, освен 6-месечната пауза поради коронавирусот, за која тој не е виновен и кој мора да си ја плати со соодветна камата, не добива практично ништо.